Изложбата представува заокружување, односно поставување на една тематска целина како резултат на долготрајната работа која што еден уметник ја вложил. Блашка Миева е мојата денешна соговорничка во емисијата Мој збор и со неа ќе говориме за значењето на изложбата за еден ликовен уметник, меѓутоа и ќе представиме пошто се е специфична нејзината нова изложба Креа која се изложува во Културно-информативниот центар во Скопје. Блашка Миева инаку е позната во рамките на академското сликарство по својот специфичен сликарски стил, заради тоа што специфично исто така ги комбинира боите и формите. Каква е поврзаноста на боите и формите и кое е нивното значење во пренесување на една ликовна порака се главните теми кои што денеска ќе ги начнеме со мојата соговорничка Блашка Миева. Останете со нас и проследете го нашиот разговор. Блашка, пред се честитки за твојата самостојна изложба на слики во Културно-информативниот центар. Ова е навистина едно убаво приредување, убава приредба за сите љубители на ликовната уметност, особено оние кои што ја следат твојата работа и се упатени и запознаени со она што ти го работиш. Кога јас ја добив информацијата за самостојната изложба на слики, она што прво го забележав е дека носи интересен назив. Изложбата се нарекува Креа. И сега, од каде е потеклото на идејата да ја наречеш твојата самостојна изложба баш Креа и што тоа воопшто значи, еве да објасниме за почеток на нашите гледачи. Здраво, Магде, ти благодарам за поканата. Пред се секогаш ми е задоволство да разговарам со тебе и да одговарам на твоите професионални прашања. Би ти одговорила првенствено кој е називот на изложбата. Насловот на изложбата е Креа, која доаѓа од зборот креација, односно создавање. Искрено за оваа изложба не се мислев многу, од причина што оваа изложба е повеќе збир од 3 години работени дела, односно неколку циклуси, 4 циклуси на дела се, кои се нарекуваат, едниот циклус се нарекува Икигај, понатаму Здивот на ветрот, Обоен ветар и последните Невидливи силуети. И ги одбрав овие неколку дела на самата изложба, бидејќи сметав дека се најпредставителни од секој циклус на делата. Кога се изложува поголем број на ликовни дела, тогаш се вели или обично се верува дека тие раскажуваат некоја приказна. Сега верувам дека секое дело се носи свој поединечен карактер, поединечен дух и представува некоја приказна за себе, меѓутоа за да се направи една изложба сепак треба да постои меѓусебна поврзаност помеѓу поединечните дела и која е таа меѓусебна поврзаност која што прави една единствена целина на самостојната изложба и каква приказна таа целина раскажува и каква порака испраќа до гледачите? Секако дека секој циклус носи своја порака. Ќе кажам нешто за првиот Икигај кој е работен во ковид периодот, односно 2020 година тоа, кога буквално започна сите тие карантини. Кај мене тој ковид период и карантините и така натаму резултираше и се манифестираше со една слобода во ликовниот израз. Односно, како што може да се забележи кај делата, работев акварелна техника на платно. И таа флуидност и слобода во изразот, во ликовниот израз се гледа во делата. Икигај е всушност јапонски термин, поим, израз за смислата на животот. И мислам дека многу спонтано дојде кога бевме затворени дома и кога ги анализиравме сите наши постапки и така натаму. И Икигај некако дојде спонтано, бидејќи купив една книга која се нарекува Икигај и многу ми се допадна и реално дојде самиот циклус по таа книга и по тоа некое, како да го наречам, животно искуство преку книгата и преку делата. Понатака дојде Обоен ветар, која беше некако како
следбенички настроена изложба, односно од икигаи. Таму секако дека се уште ја задржав акварелната техника, меѓутоа ја комбинирав исто така и со акрилот. И излезе некоја комбинација акварелно-акрилни дела на платно, се уште беа на платно работени тие слики. Таму беа малку на поголем формат, каде што изразот секако уште ме држеше од претходната изложба, меѓутоа веќе се чувствуваше таа некоја поограничена, да речеме, текстура, целина, форми и бои и така натаму. Следниот циклус исто така беше обоен ветар. Обоен ветар и здивот на ветрот се некако како два циклуси еден по друг, односно приказната на ветрот. Приказната на ветарот како символика за сите тие движења, сите емоции, како ништо нема конкретна форма. И исто така се задржав на тие флуидни форми, боите исто така што се прелеваат во градации големи, во големи контрасти исто така. И понатаму дојде еден различен период од мојот живот. Секако како уметник, емоциите, односно емотивниот живот и работата не може да се одвојат секогаш, не е тоа толку едноставно. И веќе таму се чувствува таа една збиеност на формите, малку позагасени тонови и така натаму. И тука веќе се случи една различна ситуација. Тука работев акварел, акрил на хартија. И тоа веќе спаѓа во цртеж, цртеж слика, нема некоја категорија, меѓутоа повеќе цртеж, бидејќи се врамени тие дела. И таму некако се сите тие целини, перцепцијата е целосна многу и буквално темата која беше насловена невидливи силуети, можете да забележите било какви силуети, независно од формата, светлината и така натаму. И последниот циклус, тоа е, како што кажав и претходно, здивот на ветрот беше тоа. Меѓутоа некако се повторуваа сите тие заедно и на крајот резултираше со едни темни тонови, темни комбинации на бои. Веројатно затоа што веќе ми се истроши таа слобода и флуидност во делата, меѓутоа во смислена се истроши на позитивен начин и веќе прерасна во една посериозна перцепција, посериозна композиција во однос на боите и формите. Тебе, барем јас, те перцепирам како ликовен уметник кој што има свој изграден и многу препознатлив уметнички стил и веќе кога ќе видам слика или креација од тебе, знам дека можам да го очекувам некаде на дното од платното твојот потпис. Меѓутоа, она што е доста интересно е што ти користиш специфична организација на бои, на форми и некако тоа те издвојува и да прави посебна во однос на сите други ликовни уметници. Што е според тебе таа поврзаност помеѓу бојата и формата и дали сметаш дека има некоја адекватна шема за тоа на која форма и прилега на која боја и обратно, која е поврзаноста воопшто помеѓу бојата и формата, дали користиш некои начала и ги имплементираш во своето ликовно творештво? Боите и формите некако се заштитен знак на моето сликарство уште од мојата прва самостојна изложба и некако тоа и ми е целта. Се уште сакам да се задржам на таа традиционална техника на сликарството, меѓутоа да комбинирам, да речеме, не е толку традиционално акварел на платно да се работи, но во принцип секогаш се трудам да биде нешто свежо. Свежината во моите дела секогаш се трудам да биде многу застапена, од причина што мислам дека едно дело колку повеќе се задржите пред него, толку повеќе тој интерес, нели, поголем кај гледачот, така што би сакала да најдат повеќе форми, повеќе фигури и така натаму во моите дела. Често пати со моите дела се меша поимот апстрактна уметност, меѓутоа моите дела не се апстрактни.
туку се дел од една необјективна уметност, каде што нема класични форми, нема традиционални форми, објекти нема, необјективна категорија, односно стил на работа, и таа необјективност ми нуди многу повеќе можности да се задржам во таа слобода, бидејќи мислам дека овие 4 циклуси конкретно кои беа се на еден начин како преточување на мислите. Значи како една мисла, како една песна која тече и нема крај и така натаму. Но морам да признам дека изминатиот период од неколку месеци, малку подолго време, не сум сликала, така да решив дека е добро време да направам пресек со оваа изложба, како збир, на сите тие циклуси, и се надевам дека од утре па натаму, по средбите со публиката и така натаму, по нивните реакции, бидејќи ова е искрено прва изложба каде што јас вон ковид периодот ќе имам публика на изложбите, бидејќи претходно изложбите речиси не беа посетени, туку беа само онлайн. Освен на платно, твоите креации можеме многу често да ги сретнеме и аплицирани на некои други елементи. Исто така учествуваат во изработка на накити, на некои други предмети кои што имаат, можам да кажам, и секојдневна дури употреба, и тој комерцијален карактер во апликабилноста на твоите креации, на твоите ликовни експресии, можеме да го наречеме, односно да сватиме дека има на некој начин и широка употреба. Сега, што мислиш дека е причината, кои карактеристики, сет на карактеристики на твојот ликовен израз се токму пресудни за таа широка апликабилност што имаат твоите дела, дали е тоа едноставноста на уметничкиот израз, дали е тоа впечатливоста, разиграноста на боите и така натаму, која е твојата автоперцепција и како ти себе ќе се дефинираш како ликовен уметник? Мислам дека уште една работа која ми помага е што секогаш се трудам сите овие дела да можат на некаков начин да се преточат и во некој друг тип на уметност, да речеме да применам таа уметност и така натаму. Многу пати ме прашуваат тоа прашање зошто се случува тоа, затоа што јас се трудам класичната уметност, односно класичното сликарство во мојот случај, да го третирам на еден начин каде што сакам повеќе да го доближам во било кој сегмент од животот на луѓето. И не мислам дека е нешто што е немодерно, несовремено, туку напротив дека секогаш мора да постои тоа класично сликарство. Како уметник, не дека утре или за некоја година можеби ќе работам и нешто друго, меѓутоа сакам да задржам таа класична традиционална жичка во уметноста. Јас знам дека ти си уметник кој што континуирано твори, континуирано се занимава со ликовното творештво и работиш и имаш постојано нови креации, меѓутоа самостојната изложба се чини дека е некој тип на триумф, односно некој тип на крај за окружување некоја за ликовниот уметник. Мене од секогаш ме интересирало како ликовните уметници ја доживуваат изложбата, што е целта, суштината на изложбата, и еве повеќе ако може да ни проследиш информации до кога ќе трае изложбата, по кој повод е организирана, и откри нешто повеќе за ликовната изложба Креја во културно-информативниот центар, каде што се наоѓаме денеска. Како што напоменав неколку пати, мислев дека е добра идеја да ги заокружам сите тие циклуси и да ја затворам таа така наречена етапа од изминатите 3 години на работата. Мислам дека беше одлична идеја да се види целиот тој прогрес низ делата, се забележува разликата во циклусот, и мислам дека на луѓето ќе им се покаже таа моја емоција кога варирала слободна, мрачна, светла, темна, мисла, расположение,
тага страф или така натаму за сите изминати овие 3 години, како и секој човек впрочем. Меѓутоа, кај нас уметниците тоа малку е поизразено и е повидливо. Некој може да го сокрие, меѓутоа кај нас тоа доаѓа до израз и е многу посилно некогаш од нас. Изложбата ќе биде отворена до 30 јуни и би сакала да ги поканам сите кои не се во можност вечерва да погледнат, да ги погледнат делата, бидејќи изложба се гледа и преку ден на светлина. Моите слики се исто така работени на дневна светлина сите, тоа морам да напоменам, и претежно и на дневна светлина убаво се гледаат формите и боите. И не би имала ништо да додадам, сликите се изборуваат сами за себе. Тоа е олеснителна околност за нас уметниците. И би сакала да ви се заблагодарам за поканата и секогаш за убавите инспиративни прашања. Блашка, ти благодарам. Ви благодарам многу. Благодарам, Магде. Ви пренесуваме и дел од амбиентот на отварањето на изложбата Креа од Блашка Миева. Станува збор за самостојна изложба каде што се изложуваат слики и тоа е резултатот на долготрајната работа на ова ликовна уметничка. Ви презентираме како беше атмосферата на самата изложба и во што се посетителите на отварањето на изложбата можеа да уживаат на самото отворање, меѓутоа и да ја посетат изложбата која што е во тек во Културно-информативниот центар во Скопје.
Да се биде ликовен уметник во денешното доба, во современието е навистина голем предизвик, поради тоа што уметниците често се соочуваат со недостаток на поволни услови да ја развиваат својата креативност, да креираат и да презентираат дела пред публиката. Меѓутоа, она што секогаш ги води и е лајт мотив на самите ликовни уметници, тоа е нивниот креативен порив и креативниот импулс, и токму затоа и самостојната изложба на слики на Блашка Миева, која што ви ја презентиравме денеска, го носи насловот Креа. Нека креативноста и креацијата биде главниот мотив на сите кои што се занимаваат со уметноста или се љубители на уметноста, затоа што само така ќе го зачуваме интегритетот и слободата на уметникот и ќе презентираме убави работи, ќе комуницираме во мрежата на убавината и секако ќе можеме да си го возможиме вистинскиот уметнички ужиток. Вие проследивте 37-та емисија Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба некоја следна сабота.